веќе имаме дефинирано две меѓународни организации кои што ќе застанат позади програмата, односно позади сегменти на програмата, тоа се USAID и UNICEF. Со нив многу брзо ќе потпишеме и меморандум за соработка. Работите веќе се случуваат, не чекаме да го финализираме, хартијата па да почнеме работиме, значи дел од работите веќе се случуваат. Че во изминативе 18 месеци, значи веќе имаме некаде околу 15 милиони денари кои што се вложени во 3 различни програми во рамки на она што сега е веќе фонд за, односно ќе прерасне во фонд за млади умови. 15 милиони денари, над 500 ученици, основци и средношколци кои што земали учество во рамки на тие програми. Изборуваме за веќе над 50, односно 54 е последната бројка на училишта кои што добиваат поддршка преку еден сегмент од програмата, односно од фондот за млади умови, тоа е предизвикот за млади истражувачи. Значи бројките веќе ги имаме, охрабрувачки се и јас се надам дека со овие бројки само ќе се зголемуваат во наредниот период, со тоа што секако идејата е дел од учесниците во овие програми понатаму си земат своје учество во одредени други сегменти на фондот кои што ќе ги развиваме понатаму, меѓутоа исто така да станат конкурентни да аплицираат за програмите на фондот за иновации и технолошки развој, особено во делот на развојот на стартап бизнисите. It's a great opportunity, and it's really one of the most important tasks I think any country can undertake right now in the 21st century, because it's not just here in Macedonia, but in several countries we are experiencing what we consider a brain drain of our brightest and most innovative leaders and young, really our young children. So the way that they've designed it is very much evidence-based in research, where we're looking at the best practices in the country and how can we strengthen them and make them sustainable, but also how can we create an overall umbrella that makes sure we're not leaving anyone out, that we're meeting the needs of all of our creative, gifted, talented, innovative entrepreneurs from the very early preschool ages all the way through to post-university. And it's a critical part of this is that you design it based in the research from what's working already and the best practices that we know internationally, and to make sure that it is something that does not come and go as most programs do, but that it is something that is ingrained in the fabric of the education system and society. So I'm delighted to be here today.